Во многу градови во Соединетите држави, од Бостон до Лос Анџелес, се одржа протести против неочекуваниот избор на Доналд Трамп за председател. Илјадници демонстранти излегоа на улиците на Њујорк упатувајќи се кон зградата на Петата авенија на Менхетен, каде што живее новоизбраниот американски председател. Повеќето од демонстрантите извикуваат дека тој не бил мирен председател. Еден од нив и Брендон од Мериленд кој вели: Even though we can't really change anything and we have to accept what has happened, we want them to know that we're pissed. Like this is awful. Со него се согласува и Лейла од Њујорк. He's the epitome of a system that's broken down into virtual reality where we're going on these false notions and premises and nobody knows what's real or. Некои од демонстрантите изјавија дека не биле подготвени не само на победата на Трамп, туку и на подготвеноста на председателот Барак Обама и на водечките фигури во републиканската партија да склучат мир со него и да ги заборават сите грдоти од изборната кампања. Една од учесничките на протестот, Наташа Елена, вели дека не е поддржувач на кој било од председателските кандидати, но решила да протестира поради реториката на кампањата на Трамп. I think it speaks to the disenfranchisement of the people that someone like him could be seen as offering anything to the masses. I mean, I think Hillary's no savior either. I think she has an imperialist track record. I think she's a very dangerous candidate, but I think Donald Trump's ability to mobilize perhaps Latin racist thoughts is incredibly terrifying, and it's urgent to be out here today. Демонстрантите во Њујорк не се сами. Протест имаше и пред Белата куќа во Вашингтон, пред хотелот на Трамп во Чикаго, а предходно во неколку градови во Калифорнија. На неочекуваната победа на Трамп, американските граѓани реагираа со разочарување, но и со надеж. Ева Мауер од Вашингтон не ја крие фрустрацијата. I was shocked at the results. I had a lot more faith in us as a country, not to choose somebody with such a narrow worldview. Сепак има и такви како Хенри Овидо, кој вели дека станува збор за голема работа. I have a feeling that we're going to be better with Mr. Trump because he's not a political person. He has and he will bring changes to the country. Политичките аналитичари се зачудени од победата на Трамп со оглед на тоа што анкетите покажуваат дека фаворит е Клинтон. Џон Худек од Институтот Брукингс вели: I think this was a low turnout election, and the side that was more enthusiastic ultimately won the day. And in many states, in most swing states, the side that was more enthusiastic were Trump supporters. Некои експерти пак велат дека бројките на анкетите биле погрешни поради застарените методи на кои се спроведуваат тие.